Дупка беше. Отиде. Се надевам дека колава ќе издржи до крај на снимање, ако ништо друго. Безрачно баш. Здраво, драги мои, сакам да ве поздравам и да ве гушнам вака виртуелно сите и да ви кажам дека се насочувам кон мојот прв гостин за денес. Се надевам да биде спој на двете работи кои што ги обожавам. Значи јас иначе сум глумица, како што многу ме знаат, и нешто скромна водителка, па ќе се потрудам и двете да ги спојам во нешто заедно, да биде креативно, да избираме креативни теми, креативни гости и да бидеме стварно нешто кое што ќе ве насмее и со задоволство ќе го гледате. Благодарам што досега имаше такви реакции на објавите кои што ги споделивме и се надевам стварно да направиме нешто кое што стварно ќе сакате да го гледате. Како ќе се чувствуваш кога жени и ќе те вози непозната жена при тоа и ќе те вози и муабет ќе прави? Значи возач непозната, ти си баш позната. Позната жена, не на со возачко да седиш. Таа смисла. Сигурно гледачите веќе знаат за кој станува збор, но јас сакам да те представам како Димитар Атанасовски, сопружник, 37 годишен. Прва си од Битола што не ме представила Димитар Андоновски, да ти кажам. Многу ми е драго за тоа. Таква грешка не би направила. Виолина. Да. Па и ти со виолина си поврзан. Дозволи ми да те представам сега, прва емисија ми е, те молам, да не пукне, да не... Отиде! Се надевам дека колава ќе издржи до крај на снимање, ако ништо друго. Димитар Атанасовски, драги гледачи, сопруг, 37 годишен младич, татко на 2 деца, кучиња и мача. Иначе е телевизиски радиоводител или пензиониран радиоводител, сакаш да кажем? Па и телевизиски. Ја не сум на телевизија скоро. Одам право, за Куманова. Секако да спомниме дека и си во маркетинг секторот, директор. Ама со радиото не е актуелна тема сега, зашто си дал отказ? Абе баш напротив, мене не ми е актуелна тема со радиото, зашто ја завршив приказната со радиото. Сите ме прашуваа зошто. Не е ни дека се скарав, не е ни дека нешто не ме испочитувале или нека услови, глупости, не знам ова она. Напротив, баш фино и коректно, до последно беше со собствениците на Сити Радио и со цел тим таму. Дојде период во кој што ја едноставно не се пронаоѓа више како дел од радискиот етер, не заради радиото, туку едноставно заради мои лични причини. Прво, начинот на кој што го живеам и стилот кој што го имам веќе не ми дозволува толку многу време да поминувам во радио, иако тоа слушателиве вака, ајде ти 2 сати си на програма, тоа значи спремај се претходно, спремај се после тоа. Возина вако особено вас на луѓето кои што да речеме не се од Скопје, им е многу почудно како ние поминуваме, а еве ти си од Скопје, си живеел од друг голем град, знаеш колку време се поминува у возило од точка А до точка Б. Мене радиото од дома ми е 15 километри во правец, така што мене ми требаше прилика саат време 40 минути натака навака за секој ден. На што ќе кажуваш да сега? На животот, на убавините, на тоа што ми се случува секојдневно. Да не чекаш трето дете? Не, мислам ја чекам, али не е на пат. Не е тука. Мачко или женска? Да е живо и здраво, тотално ми е небитно. Ако женско можеме да се посватиме, чисто. Па, јас сум осетлив на таа тема. Да чекаме да пораснат децата сами да одберат. А имаше коментар исто дека ќе си отвориш перална. Да, не немаше коментар, снимив такво видео. Да, ти сними такво видео и почна лавина на коментари. Јас кога дадов отказ од радио, првиот муабет беше те избркале од радио, на кој што кога реков не е тоа и луѓе го кажаа дека не е тоа. Одиш во друго радио и во друг медиум и сакам на хумористичен начин да го искористам моментот да кажам дека отворам перална. А замисли да би отворил перална, кога би разработиле вака идејата во време на робот перални, ти отвораш значи се навраќаш на традиционалното и ти отвораш перална. Ама ќе ги пираш колите, нели? Мене ако ме прашаш, баш би направил некој car wash опасен. Као у Америка во 80-ти кога имало отворено мажи и жени у бикини и да перат коли, мислам дека многу атрактивно ќе биде тоа за... Гледај сега, кога би ја разработиле малци идејата, нели? А сакаш партнерски да влеземе? Не. Ќе переш и ти? Не. Доволно ми е за почеток ова. Добро. Вака да визуализираме, нели, кој костим би бил соодветен да го носиш кога би бил
перачна кола. Купајќи од борат. Зошто? Одма. Зошто те прашувам, нели кога жена се замислува кај што чисти кола, кај што пере кола, нели? Има минималистички костим, триаголници, наградниот кош, Зашто мислиш дека пена, поратично сунгер. за мажи? Па затоа те прашувам, Да. како во таа улога би се Па пример, замислил. сите што сакаат мажи, дали се тоа мажи или жени, Добро. кога би ги прашал, сигурно би одбрале минимализам, исто така и не би одбрале да гледаат некој космонаутско дело или ухазмато дело да пере кола. Зборам од аспект на тоа да ти привлече внимание. Да. Дали тоа ќе биде од хумористичен стил, дали тоа ќе биде од нешто сексипилно или не, сигурно би било привлечно за скап да. си? Зашто? За пример, за таа улога да ја извозиш, да кажам види, така. не сум го работел тоа до сега, ама ако имаш За некој таков генерално- проект, може да размислуваме. Ама генерално си скап за одредени работи. Па сега зависи што ти значи скап. за танц со Маријана. За бајле се трудев некоја пируета да Добра. направам од тие што ги правите со Маријана и да ти кажам шала на страна, ама си стегнав некоја жила на вратот и помалце ќе се гледам парацетамол се напив, само парацетамол Магнезиум мачка, само течени ги ти помине. Малце пецка, ама Ајде така. полесно ќе ти е. Види, тоа скап е релативна работа. За некој може да е многу скапо нешто ефтино, а за некој може да е многу ефтино нешто многу скапо. Така што сметам дека секој си го цени трудот, секој си го цени времето и секој си го цени она што го нуди. Така што тоа скап или некој нема осет за цена или некој не те цени доволно за да може да те плати. Овде ние сами си ги диктираме цените, некогаш ми е многу повеќе жал што одредени колеги тенденциозно намалуваат цена за да ги работите и поиште ги има, не заработуваат толку колку што ги има, наспроти тие што стварно сакаат да продадат нешто автентично и нешто квалитетно, но пак ќе кажам, тоа е пазарот и ние можеме или да се адаптираме или да смениме пазар. Ја не планирам да сменам пазар и да се селам, сакам новој пазар убав ми е да работам. Холандија не би одел? Ба, прв пат во живот почувствував желба да си селам од Македонија кога отидов во Холандија. Не заради работа, не заради услови или не знам финансиски и слично, туку заради начинот на функционирање на како стварно може да функционира еден систем. Ние за жал сите сме соучесници во еден нефункционален систем. И кога зборам сме соучесници, ние можеме дотре да збориме дека има корупција, полицајци кинат казни, не знам, суди и не судат ова, ама на крајот од денот, нашиот балкански менталитет, прво нешто што не асоцира кога ќе бидеме во таква вакуум ситуација, бараме бизнес, барајќи нешто незаконско. Значи, дали звониме на луѓе, дали бараме врски, сега мислам, колку и да се правиме, ние не сите сме ние европјани фини, извини ти збори си за себе, јас зборам за себе. Сум бил во ситуација кај што јас сум го правил тоа, сум бил во ситуација кај што друг пред мене го правил тоа. Да. И сметам дека не е во ред. Значи од Холандија пример тие работи би ги донел тука. Да, и знаеш како Системот. и знаеш што е најинтересно, што ние сите функционираме овде на начин на кој што функционираме, ама кога ќе отидеме во таква земја, многу лесно се адаптираме на условите. Да. Ама Ти донесе нешто од Холандија? Јас? Да. Клопи донесов. Тоа донесов. Не, ама дел од духот. Значи велосипед, дете на велосипедот почна да си возиш, па кациги, ама имаш и нешто македонско. Ранец во очите на детето, да не може кутрото да гледа ништо, да не коментира многу. Ние знаеш како сме научени, јас пример возам возило кое што собира многу багаж и јас сум научен пола стан и канцеларија да си ги носам у кола. Так. И сега кога требаше да се адаптирам јас за дента кога возевме, тоа со мало дете најдобро знаеш како е. Треба да земеш пелени, резервалишта, шушкавец ако дува, капа ако му е ладно, не знам ова, не знам ова, плюс ја лаптоп, мајца пошто се препотувам и такви некои работи. Ранецот малце поголем беше. За жал на видеото се гледа дека јас го уништив видот на моето дете. Меѓутоа, тоа ми беше лекција во следните неколку пати веќе не носев ранец, заради тоа што сватив дека е многу попрактично да. Ранецот треба тој да го носи. Не може он да го носи ранецот. Се зафркавам, толкав ранец не може да носи. Али интересно искуство и да, мислам, пробувам да најдам начин како да го вклопам физичката активност, како да ја вклопам со моите секојдневни обврски, заради тоа што за жал 4 месеци добри не сум влезен во сала и тоа веќе почна сериозно многу да ми смета. Не зборам од аспект на изглед физички не, туку на
здравје. Почна се да ме боли, почнав пак као 75 годишен да се... И ја мислев така се додека не влегов на кросфит. Ето, Да знаеш. Ама кога го спремаш телото да ти е физички спремно, многу полесно ги обавуваш дневните предизвици како што е дигање дете, спуштање дете, носење дете од спиење и такви некои работи и не боли толку. За пелагунка допрва ќе слушаат, така да можеш да се напиеш, тоа е вода од моето поднебие, а пари имаш? Што дали имам? Пари. Имам. За батарина? Имам. Кај Влајнка во емисија како се доаѓа? Нема гајле, јас фрлив 500 овде, ама не се гледа на Ама камера. ти си влав и егец. Ама, не, гледаш. Чекай да се... Се потурив. А накапа. овакво... Не долги раци имаш, дај ми го новчаникот. Не бе, јас ќе ти дам Не бе, те молам. Абе, за прва емисија да тргнем, молим тебе, тама. Требаше браво, геврек да си наместам таков Не, и бе, на чекай. геврекот. Леле. Нека иде вака. Абе, так имав. Некој Ама ми го изгледа од земал. другата кола, Од некој другата кумав. кола. Некај кумав. Чекај, еве ти точно вака за да не се мачиш. Да. А да знаев ја и мојот ен така ќе го земе, ама Ти... заборев дека ќе Влајнка Па идам. ти си... Тоа е. Да не ми даде помалку пари 40. сега да се... Да. Не, освен ако не зимаш провизија, па. Не. Ајде вака сега да им кажеме добар ден. Добар ден. Повелете. Вака само на снимање си. Не, Иначе живите, ќе беше секогаш сум, држ. дури си изненадени, секогаш сум културна. Така, А од благодарам. кај ја знаете вие секогаш да не поминува? Поздрав! Гледаш, јас за Куманово возам цело време Да не патници. си онаа Имам групата Скопје Куманово, а? Скопје Куманово и Па, обратно. топ. Димитар, 7 плюс 16. Русија ле беше, Германија ле беше, ту некој. Абе, кај е Благојчо? Не знам. Не знам, али Благојчо ми е... Мислам, гле, Благојчо ми е клетва. Зашто? Па зашто? Зашто... Па дека 7 и 16 Не, нема врска за 7 и 16, тоа е... И сама знаеш дека кога снимаш, Да. четврта емисија снимено и више не ти работи ни мозок ни ништо, а особено на таа емисија која имаше толку многу лапсузи и која требаше толку многу да се сконцентрираш и да си сериозен, мислам од камен да бев, Да, па да. ќе ме допреше, заради тоа што едноставно не може да се воздржувам. А one shot се снима емисија, Да. И не можеш да кажеш стоп, да се умреш од смеење и да продолжиш да се вратиш. Да, мој лапсус е, фала Богу, математика. Добро те повлече Благојчо. Да, ме понесе атмосферата Да. на утињење. Ама Благојче ми е најголема клетва заради тоа што луѓето, за жал, Арена ја знаа по Благојче. Аха. Никој не ја знае Арена по Мајк, дечко од Мајродром што е жива енциклопедија и што на 24-5 години два пати, 2 сезони поред победуваше на Арена. Арена. Сите Арена ја знаа по мачот од Том и Џери. Тумачев, да. И Русија ли беше? Русија ли беше, Германија ли беше? А кажи ми фризури дали знаеш да правиш? Ништо Знам. така имам слушнато. Да, знам, Рибина коска. Особено од кога се роди Илина научив да правам фризури и мислам како и да звучи ова и како и да сакаат да сватат луѓето вистинско уживање кога можеш да направиш нешто за сопственото дете и кога твоето дете има полна доврба во тоа што ти го правиш за него. Значи јас претходно репче не сум знаел да врзам, не пунџи, не рибини коски, све си испонаглав, баш кај што старосватот ни е стилист, Дарко, и од него стварно може многу да се научи, иако пред да се роди Илина ја не сум нимал желба да научам. Апсолутно, Така да, што- добро така си е. Сакав да те прашам каков татко си. Каков татко сум? Да. Па тоа треба децата да кажат, не ја. Ајде ќе ги снимиме. Да, значи, не знам, јас се трудам да бидам праведен татко. Се трудам да не бидам строг, се трудам да имам челични нерви. Иако можам да кажам дека сум стварно среќен што за мене имаме многу мирни и добри деца. Да се јавиме на Сара На проба е. и да ја кажеш, знај дека со девојка снимаш, така? Да, во принцип. Во принцип. Да ја кажеш дека имам љубоморен маж и дека насред снимање го прекина снимањето и треба да одам дома и сум те оставила на Кванташки или на Битпазар негде, кај сакаш. И одма ќе дојде, нема проблем. Да? Истото да го направиме у 3 сабајле ќе дојде, да. Па добро ќе дојде, како да не дојде? Не, види. Остави, нека си има проба. На проба е свири лебедово и малце е под стрес. Добре. Стварно не би сакал дополнително да ја правам јан стресови, затоа што незината професија сама по себе е прилично стресна, знаеш, си била на штит што живот значат. Особено кога има странски диригенти, особено кога има многу соло, у лебедово многу свири, многу убаво свири.
и не би сакал да ја правам стреси. Знаеш Ако šta? сакаш може на машни да му се јавиме. Може. Може. Сакаш да му се јавам на машми и што да му кажам? Кажи му дека сум ти украл колата и Дека сум ме те остал на киднапираше, автопат. да. Не бе, колата сум ти ја земал од кумот, сум те остал тебе на автопат. Па на кумот да му се јавам. Па јави му се. Ајде, На кога- кумот за колата ќе му биде. Кога сме кај кумот, сакаш нешто да Само за кумот. само за кум. А ќе стигнеме и до твојот кум. Чекај, Ајде. има време. За ова треба да се застане. За што? За кумот. Добро. Што сакаш да направиш, кажи? Од позади да земам нешто. Што? Тие двете работи. Чекај, патари не имаме. Добро, ќе ти дам пари, еве ти плати, ќе си ги земам ја работите од позади. Ама знаеш дека во минатиот проект во кој што работев, значи сите пари му ги Лачка потрошив на работа, дивите. че дојам да лепам пари на патари. Ќе му дадам на крај на снимање. Ќе го снимам и Тоа малце И тоа ќе субтилно го- кажано, ќе му дам на крај на снимање, не ми даеш жити све. Гледај сега, гледај. Значи Овој ли минатиот ти е пат, кумот? тој ми е кумот. Добро, и што со кумот? Сега минатиот пат од Мобитек Добро. доби награди. Кој? Ти Лажеш, не добив. не? Не добив. Стварно? Не добив. Добро, Добив ти дадам 2000 евра од тие, како си каза, за женски сукњи. Азелеја. За женски Ама сукњи. и тие не ги не искористив. Ти, ама и на лотарија доби. Се доби тогаш. Добив, се. да. Само не добив Сега, период да. месечен. Ке- Па добив ќе си сукња, дојде. добив не знам што, све за жени добив, само не добив тоа што Добре, жени и од добиваат. казино имаше тогаш. Да. Сега за да доволно подароци доби, мислам, Добро. тогаш и доволно те дарував како што сакам. Дупка беше. Како што сакам јас да кажам. Така да денес има од Мобитек Добро. подароци, ама не за тебе. Аха, За нормално. дечињата. Е, топ. Мене ми е многу посладко кога некој ќе ми даде И мене подарок. исто. Леле, знаеш колку ги се израдуваат? Да. Врв, супер, фала ти многу. Да, Мобитек. Маđe, ај, вака. Ајде, да ги Ајде. поздравиме Мобитек. Ајде, еве број 7. И јас како што практикувам да кажам, најдобрата мобилара која што ја имаме, Аха. да, има се за телефони, си има галантерија, си има сервис, ако ти се раши. Се враќаме после рекламите. Да. Добро. Джингл за спонзори, а сега сме на Патарина. Ти за тоа бе, Томи Джери Здраво! Мачаров бе. Повелете. Ја спомна Сарче. Добро. И на социјалните мрежи сме сведоци на една бајка, љубовна бајка. Бајка велам затоа што личи како да ви тече мет и млеко. Лепи млеко. Лепи млеко, Во си да. кажа. Па лепче. Да. Не, мене ме интересира како е кога не е толку благо. Кога е кисело, например. Солено. Какви сте кога се карате? Во што се трансформирате? Во тираносауруси. се трансформира. Омилените на Кирил. Да. Глеј, во ниедна врска нигде не е мет и млеко, вклучително и кај нас дома, со тоа што јас можам да кажам дека бракот е лекција за сите. Зошто го кажам лекција за сите? Заради тоа што учиме сите нови работи, учиме и за самите себе си и учиме и за другиот, за партнерот. Не за џабе се вика партнер, значи Да. многу од луѓето партнер го доживуваат за цимер, што мене искрено ми е многу тажно, затоа што за мене партнер значи партнер во се и буквално и поддршка. Намалувам, да и знаеш. што намалуваш? Климат. Добро. Партнер во се, партнер кога ти е најтешко, партнер кога му е најтешко, партнер во добро и во лош. На крајот ден и у црква кога одиш, ти викаат во добро и во зло, се заедно. Има периоди, има искри, има се, меѓутоа јас сум среќен што ние научивме како од тие искри да извлекуваме лекции за да сме подобри луѓе пред се и јас и таа и на крајот од денот поголем бондинг да има меѓу нас и подобро да функционираме. А како со Зоки стигнавте да бидете кумови? Па не стигнавме, градевме однос. Градев, Да, да. ние со Зоки се запознавме во Турција на одмор. Му велиш Матов? Матов не, му велам Скапан. Скапан му. Скапан, да, Скапан. И или настално, тато, зашо бе му викаш на кум Скапан? Не е Скапан, а за мене е Скапан. Се запознавме во Турција на одмор. Добро. Говедото 10 дена ми збореше на англиски. И за на крај игравме ватерполо у базен. И нешто му се испушти на битовски. Не, него јас земав топката и шутирам, гутињам голата, ја гаѓаме на баба у глава со топката и овој бој од те па човек. Викам, абе ти мајмун еден. И од таму почна целата и со Зоки и со Ленче
Иленче кумата. Ги поздравивме? Не, еве сега, Ајде, само за поздрав до кумот. Зоки. Само да, ставиш па на гледај, млеко. гледај, имаше за децата, па имаше Да. за жената и сега за кумот. Ајде, знам дека на крај на емисија ја ќе треба да си го платам гостувањето, дека ги поздрави сите. Сватив јасно Па не, ми е. Зоки ми ја свиреше матурата пред 10 години. Оваа година славам 10 години, може пак да го викнеме. Ангела, Да. браво. Јас Јас сум 19 години. 97-ма. Ја 19 години од матура годинава. Ете ти. Иде сега и Зоки го поздравивме. Да. И Зоки сега е 100 години од матура годинава. Еј. Да, он е со Зоки, Дракула. Си се држи. Да. И сега во Битола сите имаме нели прекари. Аха. Јас бев ханито иначе. Уште Зашто сум ханито? Дека како мед сум сладка. Те Извади ги молам, застани да научари. излезам. Те молам, застани да излезам. Не, па не знам ханито да. Не, он де врне, гледаш таму, Со сакам да ме Джесика, остиш. со Джесика Алба сум си личела. Нели имаше филм еден Хани, кај што беше танчерка. Кај си личиш ти со Джесика Алба? Се запркавам па ти. О, добро, Добро. ако така ти е полесно, да, многу си личи. Ако ти е поубо, Да, ако ти е поубо, да. Фала. препонајубо. Ми значи, еве, драги гледачи, во коментари со кои Да. си личам. Напишете Ангела личи на Джесика Алба. Ханито, Х Три голема, пати и а стварно ти мала, личи. не голема. Не, све со мали споено. Добро, сега слушај ме вака. Сакам да ми бидеш навигација и Добро. како би ми бил навигација како љубовен советник. Што да ти бидам љубовен советник, ти се омажиш, што сакаш Не сега? да ми бидеш љубовен советник, навигацијата да биде како љубовен советник. Пример, со тонот Да. на индикација. Ако биде навигацијата љубовен советник, а ти си мажена, ќе биде стигнавте на локацијата. Толку. Честитки. Ако биде изфрустрирана сега. инфлуенсерка? Ако биде изфрустрирана инфлуенсерка, такви не знам. Не? Не. Тесно. Свртете 180 степени назад. Сано го згрешив патот? Не, ако си изфрустрирана инфлуенсерка, да свртиш назад. Добро. Иначе Тука се треба. го сгреши платот. Тука треба. Абе, па стварно таму нешто пишуваше Скопје десно. Сега сум десно. Сега си десно, да. А како филозоф, О, знаеш, јас веќе го дадов шмигавец. шмигавецот. Нема врска што е 1000 метри раскрсницата, ама Так. дај си ти да си знаеме. Кога втигнавте, а може би и не. Ваше е да дознаете. Вау. Димитар, добро ти извозив. Намерно ми извади од Како ме Скопје? извозе, па не, знае зашто, ќе не фатеше шпицот, И шо? многу ќе заглаевме, немаше да можеш да ме вратиш. Вака барем сигурно право напред назад Димитар би снимал уште една емисија вака со мене? цело време. Стварно? Да, бе, па супер си шо. Па Па реално. Добра сум за почеток? Супер си за почеток. Јеј! Не, добра е тројка, прво не ти е почеток, не се лигави, него Почеток во вака, па како? Добро, нема врска, ама имаш искуство со вакви работи, ти не си прв пат пред камера, не си Јас прв пат со... глумачкото нешто се трудам да го искомбинирам со тоа. Дали ти во Букурешт имаше сценично поведение, што го викаат бугарите, сценски настап? Сценски настап, да. Имаше ли ТВ и радио? Акцијна сценика. Имаше ли ТВ и радио? Радио не. Радио немаше? Не. Значи румуните зезнале работа. Имав и ТВ имаше? ТВ 2 години. Ама да. ТВ не серија, ТВ однос. ТВ однос, да. ТВ однос, Да, па тоа да. е тоа, што? Што треба, што си ново у ова? Па, Кога си магистрирала на водител, ТВ, ти си да, ама гледај по- како новинар треба да бидеш малце како водител треба да си малце така досетлив. Јас не сум многу, Гледај. мислам, Ти си многу скромна. Прво тоа. Второ рече ќе одјавиш емисија пред 6 минути уште трае. жена пати, жена, Значи, тоа жена е Влајнка кој ти нерешителна. запее. Влашка песна. Ако одам во Битола, мислам лепе. Нема потреба. Нема потреба да ни се скарат сите од Битола. На Не, крај- јас знам малце да пеам. Верувам. Да, па мора. добро, вие Секој- тоа го имате секој како предмет. глумец треба да Добро, знае и јас малце да завршив нижо музичко и знаев да свирам виолина, ама тоа не Ти на значи крајот дека- на виолината ќе се вратиш. Викаш? Во тоа се парите. Да. На свадба да те за за- ниедни пари на свет. На свадби ќе. Пијаници да ми Сунет! спреат, да. На сунет да свириш. Ти на суне да си одиш. Ја ти кажам. Нема потреба ни да свирам, ако Драги толку ти е мои, мерак да многу. си одиш на бајри и на суне да си одиш. На Бајро да си одиш. Димитар ми испрати на Бајро, а сега ќе го однесам дома пред да ми испрати на некое друго место. Му ги собравме сите пари и сакам да се заблагодарам на Мобитек и на Пелагонка и на Ѓови Интериери. Денес сме нашминка девојчето од Beauty Clinic, сега чека и на овој од Патарината да му кажам. Здраво, добар ден. Димитар, фала ти многу. Фала на Нареден тебе. пат кога ќе ми бидеш гостин, ветувам дека ќе бидам поспремна, ќе ти ги вратам сите пари. Не бе, Ние во уживај, Битола- нека има вака, во чекај. Битола- Е, во вака Битола нека има, нека велиме, тргне ќе ти се емисија, одмаздам. септе.
Да. Ке ти се одмазнам, фала ти многу. Ја ќе си сиом сега, вие продолжете. Ке си ојме сите. Фала ти за поканата, Ангела. Стварно уживав во муабетов, интересен ми беше. Стварно уживав, посакувам многу успех во емисијава. Посакувам многу повеќе спонзори да имаш. Секоја честна сопруга чисто така ти ја поддржал емисијата. Значи се ме кажа. Па не беше. Па да. Партнер, тој ми е рековме. спонзор кога никој не ми е спонзор. Да? Да. И така треба И и во да се. биде. За се вие си знаете, не ви се мешам. Јас за работа особено почитувам кога партнерите си се спонзори. За други работи Благодарам вие си многу. знаете. Ке му пренесам. Да, па сигурно ќе гледа ако не го Сигурно. извадиш овој дел. Не, нема да го извадам. Може да касам така, чао. Да, ајде. Ајде, чао.